Почитувани гледачи, добар ден, поздрави од градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп. Овде е создаден навистина еден прекрасен амбиент. Повеќе од 15.000 љубители на фудбалот дојда овде да го проследат реванш мечот од второто коло на Интертото купот меѓу нашата победа и Перуџа од Италија. Прилеп ова го заслужуваше, оваа публика чекаше и дочека еден ваков атрактивен противник што доаѓа од Калчо лигата. Перуџа секако е најзвучното име што гостувало во градот под марковите кули во еден официјален меч кој има и надпреварувачки карактер, а не само средба за престиж. Погледнете каков декор на големата трибина на Прилепскиот стадион, најфудбалскиот град во нашата држава, како што велат прилепчани и на Балканот, еуфорично, како што впрочем и се очекуваше, го пречекува попладневниот дуел. Тоа ќе биде сигурно меч за паметење, меч за прилепската и воопшто македонската фудбалска историја. Еве нови моменти, запишувачите на прилепската посебно фудбалска историја, како што е, например, и поранешниот голман на победа Веско Тофовски. Предувањата и препораката од УЕФА за 20 на 100 да биде исполнет стадионот од својот капацитет, кој не е адекватен за вакви надпревари, бидејќи на сите трибини нема седишта, не можеше да се почитува. Причината е едноставна, интересирањето беше големо, фудбалските гурмани како лавина навалија кон стадионот Гоце Делчев со желба да го проследат овој надпревар кој многу значи и за победа и за македонскиот фудбал. Победа е една од нашите најдобри фудбалски екипи со долга и богата традиција. Низ неа минувале и минуваат фудбалери од сите генерации, од сите македонски градови пошироко, соседни земји, па дури во последниве сезони и од Бразил. Името на победа е во врвот на македонскиот фудбал. Таа има бројни приврзеници, за неа бијат сега сите фудбалски срца во нашата држава. Чуваме почетокот на надпреварот во црвени дресови, фудбалерите на Перуџа, тие го има и првиот напад. Петраки. Рапаич блокираше, би се чини дека тоа беше недозволено, но судијата не реагираше и му дозволи на тој начин на Тапија да бие, но Грујовски беше на место. Добро интервенција. Тече 9-та минута од првото полувреме на стадионот Гоце Делчев во Прилеп. Победа Перуџа 0-0. 1-0. И тоа беше удар на Карамфиловски, одбрана на Мацантини. Перуџа голот го постигна од пенал во 59-та минута. Повторно Карамфиловски, сега Ристевски. Тесто е Николаевски, проигран е Николаевски, на вистина штета. Можеше да бие тука многу попрецизно, уште еднаш го гледаме ова. Со надворешно шутираше и даде едно ефе на топката, пресилно и видовте. Главевски со последни напори до Здравевски, тука имаше прекршок над Главевски, тоа кога овој беше на вистина во една ситуација сериозно да го загрози голот на Мацантини. Доделен е жолт картон во оваа ситуација, погледнете. Па ова е дури и за црвен картон, ваков прекршок, но судијата не
не мислеше така, па му додели само жолт картон на Рипа. По еден жолт картон во двете екипи. Ова беше, би рекол, сериозен прекршок, дури за исклучување за црвен картон. Беше и позиција за гол, и напад на противнички играчи, влечење одзад, имаше се тука, само немаше црвен картон. Стојковски покрај Хиларио, одличен пробив на нашиот играч. И тоа ќе биде корнер. Трет корнер за победа. Стојковски го гледаме уште еднаш. Го гледате Ристевски во 16-тникот четворица, петмина фудбалери на победа. И пропуштена е голема шанса. Пропуштена е голема шанса. Малку не достигаше Стојковиќ да зафати оваа топка и да го доведе во водство својот тим. Погледнете уште еднаш. Навистина се беше убаво изведено, матирана беше одбраната на Перуџа, но Стојковиќ не ја зафати најдобро топката. Штета. Оливе многу позабележителен во првиот дел од првото полувреме. Жилсон го има Здравевски, Жилсон сам и тука е направен прекршок врз него. Фаулираше Тедеско. Да видиме сега дали ќе комбинираат или ќе... И ништо од сето ова. Здравевски некако ноншалантно сакаше да ги изненади противничките фудбалери. Еве го уште еднаш неговиот удар. Немаше опасно за Андреа Мацантини, голманот на Перуџа. Оливе до Наката. Убав потек на Наката. И добра интервенција тука. Инаку можеше да биде опасно доколку не стартуваше Стојковиќ. Зад него беше Тапија. Се жали таму на повреда еден од домашните фудбалери. Ми се чини дека е тоа Стојковиќ, се превиткува. Му се укажува помош. Судијата дозволува лекарската екипа да влезе во теренот и според прописите што владеат барем за Европа и надпреварите во другите европски земји, повредениот фудбалер мора да се изнесе надвор на носила, а потоа, ако не се работи за посериозна повреда, веднаш може да се врати во игра. Кај нас во поглед на големата трибина на стадионот Гоце Делчев во Прилеп. Да видиме сега Карамфиловски како ќе проигра. До Ристевски. Наумовски. Убава акција на фудбалерите на победа и да вистина можеше да биде многу поопасно за голот на Мацантини, но предалеку беше од голот Дејви Главевски, го гледате. Може да биде опасно сега. За сега опасноста е острадета, Оливе ја губи топката и сега шанса за против напад на фудбалерите на победа. Да видиме. Здравевски. Дејви Главевски во офсайд. Дејви Главевски во офсайд, така покажува судијата Карваљо од противната страна. Лазаревски. Шанса за против напад. Ристевски нафрла и нема ништо. Штета, Здравевски беше тука. Здравевски беше тука, но за малку задоцни. Да погледнеме уште еднаш Ристевски. Погледнете Здравевски. Се убаво направи, но малку подалеку беше топката од него. Сега повторно се будат гледачите. Карамфиловски, Главевски, Карамфиловски и не ја зафати најдобро топката. Одбрани Мацантини. Ведува Карамфиловски. Сите играчи се на половината на Перуџа, корнерот е изведен. Шутираше Ристевски, но над голот.
навигачите како да загубија надеж од нивниот Миленик може да постигне гол. Ристевски, повлегувањето на Грозданов, тој мина на левата страна. Добра акција на Ристевски за сега, но требаше побрзо да реагира и да проигра некој од своите соиграчи. Карамфиловски сега го поведува нападот. Карамфиловски од далечина, дали требаше да бие или не знам, во секој случај имаше тројца соиграчи таму, поистурени и Главенски, на десната страна и Грозданов, во средината и Здравенски. Хиларио е десно, веднаш го проигрува. И еве еден подарок за Тапија, но не се слајде најдобро. Фудбалерите на Победа бара од помошниот судија да рекламира офсайд, но требаше да се игра тука. Сепак има среќа домакините во ова завршица од надпреварот, уште 2 минути до крајот. Тапија шутираше, но Груевски добро се постави, одбрани и тоа ќе биде четврти корнер за фудбалерите на Перуџа. Се ближи крајот од надпреварот и во овој момент судијата Прата созначува крај на средбата. Победа Перуџа во реваншот 0-0, по она победа од 1-0 пред 7 дена во Перуџа. Со голот на Рапајч од пенал, Перуџа оди натаму, следен нејзин противник ќе биде Трабзонспор.